Здраво на сите! Во ова видео, ќе научите како и каде да тргувате со криптофјучерси за почетници и како да добиете бонус за регистрација и како да ја отворите вашата прва трговија со фјучерси. Ќе се обидам да објаснам брзо и едноставно. За почетници, Binance е најдобриот избор. Нуди најширок избор на инструменти за тргување. Binance е моќна и сигурна платформа која им обезбедува на почетниците се што им е потребно за самоуверен почеток: едноставност, безбедност, ликвидност и можност постепено да растат од едноставни купување на криптовалути до посложени финансиски трансакции. Покрај тоа, Binance е криптоберза број 1 во светот. Внимание! Бонусот се активира кога ќе регистрирате нова сметка, затоа ве молиме следете ги упатствата во видеото. Ако веќе сте креирале сметка, можете да ја избришете и да креирате нова, како што е прикажано во ова видео, за да се осигурате дека вашиот бонус за враќање пари е активен. Ако немате сметка, тогаш да продолжиме со регистрација. Ајде да одиме на веб страницата на берзата Binance. Одете на формуларот за регистрација. Внесете ја вашата епошта. Следно, треба да потврдите дека сте човек. Следно, треба да ја потврдите вашата епошта користејќи го кодот што ќе биде испратен на вашата адреса што туку ја наведовте. Следно, треба да смислите лозинка. Потоа, многу важен чекор, на оваа страница треба да го внесете бонус кодот, кој ќе биде во описот под видеото. Овој код ќе ви даде бонус за враќање на пари од 20 за време на спот тргувањето. После ова, ќе треба да ја потврдите вашата сметка. Не грижете се, тоа е брз и интуитивен процес. Откако ќе се потврди, вашата сметка за тргување ќе биде активирана и што треба да направите е да го надополните вашиот биланс и да започнете со тргување со фјучерси. За да го надополните салдото, кликнете на копчето Deposit и изберете удобен метод за дополнување. Најдобро е да користите PDVAP, тука треба да го наведете износот во долари и да изберете удобен начин на плаќање за вас. Од опциите наведени подолу, земете го предвид не само девизниот курс, туку и рейтингот. Потоа, треба да ја изберете опцијата што ви одговара и да кликнете на Buy ETH. ETH, или Tether, е најголемата стабилна валута, врзана еден во однос на американскиот долар и служи како негов дигитален еквивалент. Ке ни треба ETH за купување и продавање фјучерси, како што е прикажано подоцна во видеото. Откако ќе кликнете на Buy ETH, ќе треба да го завршите плаќањето според интуитивните упатства. Нема да го правам ова сега бидејќи веќе имам ETH во мојот биланс. Конечно, не заборавајте да кликнете на Transferred, Notify Seller. Откако продавачот ќе го потврди приемот на плаќањето, средствата ќе бидат кредитирани на вашата сметка. Откако ETH ќе пристигне на вашата фандинг сметка, ќе треба да ги префрлите на вашата фјучерсна сметка. За да го направите ова, одете во делот за тргување со фјучерси. Пронајдете го копчето Transfer. Следно, изберете од каде да се префрлите. Фандинг и каде? Aston Futures. Тоа е тоа, вашите средства сега се на вашата сметка за фјучерси. Сега можете да ја направите вашата прва трансакција. Ајде да купиме фјучерси на биткоин. Ќе ви го покажам на едноставниот пример. Прво, треба да избереме леверидж. Ќе избереме леверидж 2x, бидејќи колку е помал левериджот, толку е помала шансата да ги изгубите сите пари. Сега треба да одлучиме дали да отвориме позиција нагоре или надолу. Да отвориме долга позиција, што значи дека претпоставуваме дека биткоинот ќе порасне и ќе оствариме профит. Сега треба да ја одредиме цената по која ќе купиме. За погодност, кликнете на достапните цени, изберете волумен од 100 за целосно да ја искористите позицијата со леверидж 2x и кликнете на Купи долго. Тоа е тоа. Нашата трговија е отворена. По некое време, гледаме дека цената се зголемила и сега треба да ја затвориме нашата позиција и да ја заклучиме нашата добивка. За да го направите ова, кликнете на копчето Пазар. Честитки, ја заклучивте вашата добивка.
Со ова завршува ова видео. Доколку имате какви било прашања, оставете коментар, ќе се обидам да помогнам. Збогум на сите!